Ирина Спировска веќе не чека ова утро на линк. Еве сега ќе ја видиш и ти, Цајо. Ирина, доброто јутро. Простини, но Цајо ни е на гости, малку се замоабетивме, така што веднаш ти го препуштам тебе микрофонот, повели со кого ќе разговараш и на која тема. Ми беше задоволство да го проследам разговорот со кој што Цајо ја најавува следната забава, која што секогаш е убав настан и која што буди прекрасни емоции кај сите што се дел од таа атмосфера. Ете, тој меѓу другото спомена дека 22 мај младенци е празник кој што го поврзува со убавината, со младоста која што треба да ја негуваме во нас, а во пресрет ни е и празникот Прочка, односно велики поклади. Овој празник пак е мотив и повод за Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски секогаш да организира еден прекрасен традиционален настан, да одржи концерт, дефиле и активности кои што ќе го одбележат денот и оваа година за Прочка, а нешто повеќе за самиот настан во продолжение дознаваме од Марика Терзиска, раководител на детската група на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски и член на одборот на ова културно-уметничко друштво. Здраво, добро утро. Добро утро на сите. Поздрав до сите гледачи на А1 телевизија. Јас, меѓу другото, освен раководител на детскиот играорски кор, освен член на одборот, сум исто така и долгогодишен играорец во ветеранската група на Железничко културно-уметничко друштво Владо Тасевски. Со години поред, токму за празникот Прочка, го организирате овој традиционален настан кој што секогаш привлекува многу внимание, кој што е од отворен тип и кој што може да го следат сите оние што сакаат на самиот празник да уживаат во презентацијата на фолклорот, народните носи, народните игри и песни кои што ги негува ЖКУТ Владо Тасевски. Малку повеќе за самиот настан. Па да, овој настан традиционално почнал да се одржува од 2005 година и првично се одржувал стрикно на платото пред Мајка Тереза. Меѓутоа, сега веќе со годините наназад нели се прават многу промени, така да од последниве 10 години, значи почнува со едно дефиле. Имаме, морам да напоменам, гости од различни културно-уметнички друштва. Оваа година имаме од Алексинац, од Република Србија, значи ни гостува друштвото Билјана. После тоа, оваа година за прв пат даваме акцент на моите мали играорци. Значи имаме покането 2 културно-уметнички друштва со млади деца играорци, значи тоа е играорците од детското културно-уметничко друштво Карпуш од Скопје и децата од културно-уметничкото друштво Бучим од Радовиш. Значи, моите мали играорци ќе бидат исто членови, ќе играат, тоест и ќе има од Штип, ветераните од Штип исто така ќе ни бидат гости. Значи, ќе почнеме со едно традиционално дефиле, кое што почнува од предплатото ке Железничка, одиме на плоштад, таму традиционално се игра едно големо оро играорско, каде што се приклучуваат и многу луѓе посетители таму што се на плоштадот, што се шетачи, што шетаат. После тоа се враќаме во просториите на културно-уметничко друштво Владо Тасевски. Од 13 часот почнува традиционално концерт и после тоа игра, забава, дружба со другите членови од друштвата. Значи, тоа е една преубава манифестација во која што сите премногу уживаме во учеството. Спомнавте дека целата оваа поворка, всушност самото дефиле, ќе започне од просториите пред Железничката станица, каде што се наоѓа и салата во која што ги одржувате пробите и концертите. Во колку часот е почетокот на дефилето, а во колку часот всушност ќе биде тоа оро на плоштад на кое што еве во оваа пригода да ги поканиме сите кои што се слободни, кои што сакаат да ве видат вас и вашите гости, да дојдат и да уживаат. Значи, во 11 часот почнува дефилето.
Па некаде сме 11:30, 15 до 12, сега независно како ќе биде тоа, како ќе се движи поворката, сме на плоштадот. Значи тоа сето тоа го правиме порано, затоа што е тој ден голем христијански празник и после во попладневните вечерните часови секој да си биде дома кај своето семејство, нели, да се испочитуваат тие традиции кои што ги имаме, а се преубави. Тие ручеци, вечери фамилиарни и така. Колку вкупно учесници годинава ќе има на настанот Велики поклади Прочка 2025? Па планираме околу 60 на учесници како гости да ни дојдат и плюс ние сме околу 20 на ветерани и 10 на дечиња одиграни. Значи околу 100 на учесници ќе има сигурно. Ќе има сигурно и е преубава дружба и преубава да се гледа и да се присуства. Да, тоа е еден посебен момент, а убава гледка на играорци од повеќе различни генерации, убавите народни носи и цел тој празничен и свечен дух што го одбележува дефилето, но и самиот концерт што ќе се одржи потоа во вашата сала со почеток во 13 часот. Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски негува повеќе децениска традиција и навистина е од големо значење за развојот, промоцијата, афирмацијата на македонскиот фолклор низ годините. Да, точно оваа година во мај месец ние славиме 80 години од постоењето на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски, значи тоа е во далечната 45-та година формирано. Во моментот во друштвото обстојуваат две групи, значи тоа е ветеранската група и морам да го најавам и да ги поздравам нашиот раководител Никола Гиговски и во последниве неколку месеци на малата група сум раководител и јас. Значи ветеранската група која што е секој пат отворена и спремна за нови членови, во моментот обстојува со околу 50 на играорци, љубеници во фолклорот, ветерани кои што сакаат да го негуваат, кои што се цел живот играорци, значи како мене, кои што се пораснати со фолклорот и се уште сакаат да обстануваат во фолклорот. И имаме една мала прекрасна група на дечиња кои што се од 5 годишна возраст до 12 годишна возраст. Јас велам најубавата група и тоа се прекрасни дечиња кои што се го сакаат, може да се види во нив дека си го сакаат фолклорот, што се што ќе им предадам убаво го впиваат во очите и што најмногу ме радува, го прифаќаат она позитивното што е. Значи, кога сме на проба, нема мобилни телефони, нема, едноставно гледаат да се дружат, да другаруваат, да играат. Од фолклорот го прифатија баш тоа што е убавото, што на денешниве млади ретко е да се види. Јас дозволете да ви го честитам во име на телевизија Алфа и во моје лично име големиот 80 годишен јубилеј на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски, да ви посакам успешна реализација на предвидената програма за Велики поклади Прочка 2025, да имате голема посетеност, да уживате во настапот како и секогаш, а ние сме тука и понатаму да ги следиме будно вашите активности. Да, ќе ви го најавиме сега, да, успешно се надевам дека ќе го реализираме овој концерт. Меѓутоа во мај планираме по повод нашата 80 годишница уште повеќе спремаме, уште поубав концерт, поубава организација и ја мислам дека со време ќе ви најавиме и ќе дојдете да не погледнете, да видите што спремаме. Секако ќе ни биде задоволство да ги информираме нашите гледачи. Еве уште еднаш внедела на Прочка, повелете во 11 часот, транспортен центар, железничката станица ќе биде место каде што ќе започне дефилето на ЖК Владо Тасевски и нивните гости по повод големиот христијански празник, а концертот е од 13 часот. Искра со оваа информација го заокружуваме ова јавување.
посакувајќи им секако на нашите гледачи убав ден и да ја следат и понатаму програмата на телевизија Алфа. Ти благодарам, Рена.